ако одам во Битола, ке прошетам по широк сока, а на дембел чаршија кафе ке се напијам. Младост милно ке си спомнувам, а на дембел чаршија кафе ке се напијам. Младост милно ке си спомнувам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, не ја не дава. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, Битола не дава. Скроз побитолска верзија, ова не знам дали може. Така е. Јако. Кај си бе, Звер? Колку време се договараме, никако се погодиме, човече. Така е. Нема, не знам оти, ама многу е тешко да се погодиш со... Сите сме зафатени сега. Тераме некој живот и башка од ова. И мене кој ќе ме викат на емисија, тешко е да се погодам. Баш. Скроз. Знаеш како сите, реално имаме, предпоставувам, дупли обавези. Скроз. И некако ни стигна животот стално да ни фали време. Јас стално викам, ако може наместо 7 дена да има уште неколку дена за да можеме да ги дозавршиме врските. Не знам дали е правилно уопште, ама тоа е живот. И по некој сат плюс во деноите да има, ако може, да достигнува малце. Сега, да, така некако. Такво време дојде. Имаш едно време кај што ни беше лабаво вака рајато дума. Работиш, ама порајат си малце. Мислам дека тинеџерските денови така ни беа. Мислам тинеџерските, па може и до така, до негде до 25 години некако некоја лаганица имавме во животот сериозна. И сега, уствари, мислам дека ја наплаќаме таја. Скроз, така? Скроз. Јас со татко ми се смеам, вели, отепан сум од работа, 72 години, а извини, реков, што професија имаше претходно? Армоникаш. И па реков, зато сега си работиш. Оди тоа си живел, си уживал, разбираш. Јако. Како се снаоѓаш? Гледам дека многу ти има легнато, да речам, менаџерската работа. Не знам што ти е титулата, уствари, на работа кај што си, ама некако многу ти има легнато како да ти лежи скроз, договараш, правиш, свириш, пееш, пример во кабарето, си правиш други настани чуда. Мултитаскинг. Скроз. Па не знам, знаеш како, некако природно, не знам дали многу, како што викаш, ми одговара. До сега се справувам, ние во кабарето сме некаде околу ние сме уствари околу 30 и не знам колку луѓе. Тоа се сите уметници кои што реално имаат свој его, свој карактер, така, знаеш, така. точно заради тоа ти велам. Заради тоа ти велам. И во еден момент мораш да се справиш со такви луѓе и да најдеш она средина кој што ќе треба да ја избалансираш нормално и некогаш што премногу ме троши. Али фала му на Господ, не знам, пошто 4-та година го водиме проектот, јас сум одговорен за тој проект, го почнав тој проект. Ги собрав луѓето, го направивме тој проект заедно се смена и многу луѓе таму има филтрација на многу луѓе. Пробувам да го одржам духот на тој проект и луѓето кои што се поблиските околу мене го сваќаат тој момент. Не знам, природно оди, то не дека сум некој менаџер па да речиш не знам да паѓаш. Да, нема врска, брат. Него терсене, луѓето не знаат дека, мислам, не знаат обично како е, јас еден бенд не може да одржи човек, нешто различни табиети, не па 30 души таму. Да, па знаеш како, то стално му го зборам на луѓето. Стално му, пошто ние сме луѓе кои што сме поминале секакви фази во музиката. Бога ми. И то му го викам, значи еден бенд
од 5 души, најминималниот бенд од 5 души, се различни карактери, различни луѓе кои што работат бизнис па не можат да се одржат. Еве некако успеваме, не знам. Тука морам да на крај морам да кажам дека и нивната придонес во целата работа и стабилноста кој што ја гледат од наша страна во однос на финанси и така натаму, пошто е многу битен момент. Како не, Нели? Како не. Благодарност и на газдата кој што е на... Мора да поздравиме газдата, не може се. Никола, нормално, кој што е уствари првична идеја беше негова. Јас сум само реално реализатор на целото нешто и ми е препуштено да го одржавам и нормално да го градам да биде нешто по. Да го водиш. Да бе, да, супер, брат. Јас да ти кажам искрено првите муабети кои ги правевме баш со газдата дека ќе има кабаре, она си викав кабаре во Битола, човече. Кој ќе иди тука? Знаеш, одма на македонското, скептичното, кој, како то, знаеш, многу луѓе се, јас. Да. Мислам, јас тргнувам од своите искуства со бендови, со многу луѓе со она, знам дека е тешко се одржи, знаеш. И ко почна приказната и почна и расти секоја година, онака се менват постави, она си викам, видиш, можело. Да. Значи можело и тука да има нешто што го нема на друго место. Јас да не ги навредам скопјаните, имам многу драги луѓе од Скопје и си го сакам Скопје како град. Но многу ми е драго што во Битола ние имаме нешто кој што вервам дека сите битолчани кој ќе му дојди некој на гости, тоа го видов во овие 4 години. Значи кој ќе треба да се пофали, се фали со кабарет. Да. Кој што за жал на самиот почеток луѓето мислеа дека таму има некаков стриптисот и кој ќе се спомнеше кабаре. Да, кабаре, зборот и готово. Некако ни доаѓаше дека оние биртите, знаеш, така ги имавме ние во главата кај нас во градот замислено. И мислам дека тој концепт се смена не само во Битола, него идат луѓе од цела Македонија. Идат. Ние сме на некој начин, еве со луѓе кои што соработуваме со смешта и така натаму, ни викат, значи сте вие, Голд Фелиција, што носите луѓе во градот, и Таше од плодност, да. Значи, реално многу ми е драго, затоа што живнува и градот со луѓе кои што идат од страна и тоа е супер. Дефинитивно, јас не знам другар да дојди да не оди, пример ќе дојде од Скопје, брат, вечер Фелиција смеела. Да. И знаеш, тоа е стандард му е онаквото, знаеш, пошто не знаеш, луѓе што се тука, пример, што го гледат секој викенд, пак ќе дојдат, ама му е нешто што го видено, знаеш. И се менва програмата и све, ама го знае концептот, ама луѓе што го немат видено, му е многу јако. Знаеш како, јас во однос на тие муабети, многу луѓе, пример, кои што ми се блиски, и сакам да ги слушам тие муабети, затоа што во еден момент то ми дава и некако поттик дека треба нешто да смениме. Јас ги разбирам и луѓето во Битола, бидејќи ние сме генерално и мал град, што викаш ќе дојдат, ќе го изгледат еднаш, два пати, три пати, и после во еден момент им станува досадно, што комплетно ги разбирам, меѓутоа ти како човек од ова страна на работата, ќе ме сватиш дека таму е врзана сценографија, кореографија, така е. Песни така натаму и е за да промената биде почеста, тоа многу кошта и така натаму. Ние не сме Белград, не сме големите метрополи и така натаму, за да можеме да ги примаме туристи кои што се по, не знам, 100-200 илјади во денот во градот. За жал работиме со капацитетот на Македонија и сме имали и од Србија гости и така натаму, ама поголемиот дел ни се луѓето од Македонија. Да, бе, да, и по некој вака од преку граница тука што ќе дојди. Да. Не, ама јако е, брат, во секој случај е нешто што е поинако. И сега знам дека скоро отворивте и во Тетово. Јас да ти кажам, многу си се гордам. Со отварањето Супер, така беше, некако сите бевме нормално, знаеш кога ќе се отвора нешто ново, во изчекување си да се возбуда и така натаму, организацијски дел и така натаму. Ке има и таму кабариња редовно? Сега некако ги поделивме работите, таму да биде во петок, тука да биде во сабота, со тоа што на луѓето во Битола ќе им смениме малце програма
Да, бе, петокот. супер, шо. И ќе има разновидна забава. И пак ќе речеме каварето е нешто со кое што еве јас лично како одговорен претпоставувам луѓето кои што работат си се гордеиме со нештото, пошто навистина има луѓе во тимот кои што верувај ми многу го сакат проектот и се вложуваат максимално во тоа. И јас сум многу среќен кој ќе видам млади луѓе кои што гледат иднина во една ваква работа, бидејќи знаеш како, посебно тоа го зборам за танчерите. Ние како пеачи може ќе се снајдиме лево, десно и така натаму. Меѓутоа танчерите се исто уметници кои што вложувале во својот труд, во вежбање и така натаму. И во еден момент, ако не е професионален или ако не се снајди, тој мора да работи, не знам, се различно од она што го учел. Така е. Сега, еве и повик, значи до сите професионални луѓе кои што сметат дека се видат во еден ваков проект, ги повикувам лично да ми се обратат, значи јас за танчери, пошто сме во дефицит цело време на такви луѓе, отворам врата широко и му давам простор сериозно за работа, кој што ќе си го наплата трудо за она што го учеле. И тоа е само, знаеш како е, петок и сабота се го праша. Да. Во текот на неделата имат можеби една проба, може друга си работи. Пак може да она и пак да ужива во живот и така натаму. Не, јас со брат ми го правев муабето на времето уште ко заврши факултет. Мене ми е многу криво за брат ти што не е дел од екипата, ми беше еден од најсјајните луѓе во. Мислам ова немој да мислиш дека таман работа. Точно за Јасно ми е, брат. Значи Валентино е, не знам. Јас лично многу тагував кога замина човекот и едноставно, мислам, беше природно тоа дека треба да. Да, и мене така ми направи. Бас ми свиреше во бенд, едно време рече, абе знаеш, јас со танците сум зафатен. Не, значи да, брат ми, не дека ми е брат, јас прв пат видов, пошто научени сме, воспитвани сме, нашето, знаеш, да не го фалиш многу. И прв пат кога беше, ми се чини прва или втора година, има некои од Холандија, професори и други ова некој надпревар во Скопје или појма нем шо беше, некоја представа праја. Излегва брат ми набина и професорките, јас седев во прв ред, пошто нешто требаше па да снимам. И професорките од Холандија такви. Излезе маш набина, онака стапна на табината и онака цели почнаа после тоа одма да дојди Холандија, па Кина беше, па не знам кај беше. Си викам, види човече, значи стварно е, стварно вреди човекот чим некој што не те ни познава има таква реакција. Види, брати, значи пак ќе речам, значи еден од подобрите, можеби од најдобрите машки танџери што има стапната на таа сцена. Јас лично тоа го кажувам како човек кој што сум го гледал тоа. И тоа не само јас, него публиката секогаш. Јако. Значи Валентино кога ќе излезеше беше лајт мотив. И ќе излезеше и ќе ми пишеше, оти си седнат таму, кај ме виде, само ти носиш капа по темница ми вели. Јако, ама не, го правевме, муабето ми беше, зборавме на времето кога заврши факултет тој и ојде да се пријави за невработен, пошто се дипломиран и магистриран невработен. И иди доме ми вели, море се жалите вие музичарите, вашето барем постои како професија. Ојдов, му велам професија кореограф, не постои дечко музичар да те пишиме. И вика се, и јас сум музичар професија. Значи до толку се не деградирани, значи не ни постојат како онакво и мора да се сменат малце работите. Мило ми е што има вака места кај што можат да се искажат уметнички, да речем. Апсолутно. Јас пак ќе ти речам, значи многу ми е драго ако некој свати дека целиот труд што го дал во животот, во еден момент треба да си го наплати. Се надевам дека ќе стигнеме до еден левел кој што ќе биде завиден, да речем, за сите, но сум среќен и што отворивме работа за еден супер. За една таква категорија на уметници. Дефинитивно е супер и идејата е супер и е нешто што е многу тешко. Имам видено дека пробват да реплицират негде некои работи, ама некако тешко му оди, така што супер работа, мислам супер работа бркате и не и треба да сте горди, пошто е проект што
од сам старт на луѓето му беше како толку луѓе ово, ама ете го колку години е веќе, има 3-4. Види, позадински 5 ги работиме, 4, односно 5,5, а официјална работа е 4,5 години. Браво. Така да, фала еве и на Господ и на се што се случва, знаеш. Тие поќе мерак тоа што го организираш или тоа кога ќе си излезиш на бина? Види, Да си запеш. искрено да ти кажам, некако во последниот период се осеќам и малце уморно, во смисла не можеш се да правиш, едноставно. Значи тука знаеш, имаме и луѓе кои што реално сме поделени со врски, си ги знаат сите своите врски, кои што е наречен, ајде да кажем, некако креативен тим и се, едниот си ги организира танчерите, другиот, како се вика, организацијски дел, имаме, нели, костимограф, и во уметничкиот дел, што песни, што треба да се смени, што функционира, што не функционира. Ама знаеш како, на крајот сите информации идат до мене, јас треба тоа да го одобрам, ете така ни е поставен системот некако на работа. Знаеш, некако кога ќе треба да излезам на сцена, веќе како Веќе да си сум уморен, отепан, да. со премногу Те информации. Имаме и внатрешни, сега знаеш, муабети во смисла, ова Нормално. ќе ми дојде некој од колективот таму, Да, пријателите, ќе излези ваков проблем, што треба да се реши онаков. Знаеш, кога ќе треба да излезеш на сцена, си уморен од се, а знаеш добро дека за да бидеш јаен на сцената, Така е. мора да си на крајот од денот лабав, одморен, да си го, знаеш, кога ќе излезеш да си ја изработиш добра работа. Скроз. Знаеш, се дешавало многу пати, пример, имало нервози, оно и сега треба да излезам, знаеш, И да се насмеиш. чаве, значи, иако веќе и со искуството и то знам да го балансирам, ама пробвам да некако, кога сум стварно лабав, тогаш излегувам на сцена. Многу движечки делои се брат. Да. И да сакаш не можеш да си лабав, пошто Плюс сега сум здебелен, некако ми е, плюс и самодовербата падната. Машала, Ми е, арни сме сите. се смеам. Му викам на моите луѓе, му викам, сега сум здебелен, не сум за насцена. И ми викаат, како сега, ти се немаш видео, нозна, да виш како изгледаш. Доста, викам, не ме лажете, Да, те доста. молам. Ке слика Те молам, некој, ке видам. Да, немој. Ке си речам кај излегов. Да. Нема брат, тоа е терсене си. Јас таков момент има флани зимата. Вака за емисии снимање договорени 5 емисии Скопје ги снимам, викам на жената, дај, уствари таа ми рече дај да те испеглам што ќе носиш утре, оти треба различни алишта. Одам клавам едната кошула, не се запетлува. Мајка. Оти вака, клавам другата, не се запетлува. Че некој од пошироките клавам од 2. Шо е ова, вере, се качвам на вагата, прв пат 106-7 кила колку бев таму. А Охо. пример за свадбата бев 83. Ама добро ти висок. И- Па добро, разлика е Нема тоа врска, голема разлика е. Море, реков, и најдов 2 кошули што 2 ме бере и тук серките овие да се здрави и живи, реков, тоа ќе си го носам. Денес того, За истото мерак. го поминав. Му викам, на жена ми денес сум ка Виктор на снимање, му викам, вака и вака, најди ми нешто, како се вика, нешто што не Полабаво сум, нешто. полабаво, кај што не сум дебел, разбира. Нема, Мислам, брат. Добро, Тешко. пази се. Фамилиарен живот, Пази се. работа, ова, она. Абе, јас бев тој што велеше, ќе видиш нема, бе, кој бе нема да вежбам, кој се женам, ќе видиш. И е вистина така било, ќе фатиш овде работа, онде работа, после брзаш дома си још да си видиш Така е, жената така е. и кој ќе видиш, нема, не стига времето. Така е, така е. Приоритети. Приоритет. Туку дај да маниме нешто да запееме ние. Ајде, бе. Си се зазборавме. Ајде. Мислам имаме јас и ти имаме многу муабети за Охо. прајање, ама здравје ќе направиме уште некоја онакво. Што сакаш да маниме нешто? Па не знам, ај по твој избор нешто. Македонско нешто што Да, да направиме македонско. македонско. Ајде да направиме нешто од, не знам, старите македонски Џафер. Може Џафер. Кој е? Сонце за ти- Сонцето? сонцето, Од да. каде сонце? Кај ми е сонце да Кај ми е намани? Да. Шува вака го лупна некој битолски мајтат, Да, некој да. поло Македонија појма нема да шо зборава, си знаеме ние. Да. Една звезда ми шепоти, дали си блесок што постои, трепет од крилја на гулабију, срце ми создава Бог. Дали може
може љубовта ногва да ја продолжи? Дали може да ја задржи? Ја имам само ногва да видам ја со неа и не знам дали можам да заборавам. Во гради имам сонце за уште 3 светови. Ако замине ке изгасна. Имаше некој акорд таму, ама не знам што имаше. Илјада слики и сеќавања. Мечтаени, така некако беше. Ке носа трагови нејзини. Во мене цел еден век. Знам дека ќе замине, но ква што ќе помне, ќе ми рече не барај ме. Така беше. Така некако. Ја имам само ногва да бидам јас со неа и не знам дали можам да заборавам. Во гради имам сонце за уште 3 светови. Ако замине ке изгасна. Ја немам одамна пеено песната, толку ми е една од помилените песни, да. Вистина. И јас ја немам свирено, ти кажам. Мислам дека е една од бисерите, не мислам сигурно е. Скоро брат. Сонце за 3 светови. Преубава песна. Не знам оти ја немам пеено. Стално вака ќе ми ја спомни некој, ќе се подумам, не бе, ја немам свирено, ај друго нешто. А многу убаво песничи за пеење, убави акордчиња има некој таму што ги люфнав, ама кој ќе ги бара се. Ќе ми простат име уморен ми е малце глас. Не за друго ќе люфнев негде да не те збунам и тебе и јас да не ја загрешам скроз, ќе треба после. Како се вика лабаво. Така. Ај зубо нека е, са малце. Ајде брат. Со водиче ми си денес, ама за убаво нека е. Кажи ми, Звер, имаш баги хитчиња ти во текот на живот овака, имаш и по фестивали пеено, и по чуда, по шо немаш, не знам, имаш на Евровизија како пратече одено како нешто, како така да се сеќавам од некојаш. Бевме 2004, така мислам, да. Не така далечната, Не, 14-та да не е, 14-та лет, извини, да. Четврта многу далеку ми е Заминав, некако. да. Зато се збунав и сам ја викам што зборам. Бевме пратечи јас, Тамара и Пере на Тијана во Евровизија. А за Тијана на беше Тијана тоа, која да. беше на Евровизија. И беше навистина едно преубаво доживување, конкретно и за мене, претпоставам и за не, пошто и дружбата што имавме таму, и искуството кој што го доживеавме на самата сцена, е нешто кој што треба да одиш и да го доживиш. Не, мислам џабе ќе го зборам. Ќе одеш за малце на статива, малце за толкуваш. Да. Јако. Убаво искуство, Дефинитивно, значи, види, таму се работи со големи професионалци, технички не можам да ти кажам тоа како изгледа. Мислам, го гледаме, а замисли кој ќе си таму. Огромна организација на луѓе кои што се инволвирани за да се сето тоа деси. Светска некако сцена осеќаш, знаеш. Да, осеќаш сцена кој што си кажа, уствари ова вака функционира на светски рамки, знаеш. И после се враќаш од таму, још на свирка кај што имаш најмено озвучење. Да, една бина на гајби. Да, бина на гајби, монитори немаш, си велиш ја шо правим. За жал, да. Преако. Ама добро, зато па си направивте едно сцениче ваму сега, со монитори, со све, со звучење. Фала му на Господ, таму е, како се вика, по старски по 50 направено. Да. Толку колку што нуди просторот нормално. Да, бе, да. Али
можам и да се пафавам дека стварно имаме и сериозно. Имате. Ма сум бил да ти кажам како да имам гибано негде. Како да имаш помагано таму некогаш. Прицкано негде. Било жешко. Да, и убаво брат. Значи многу ми е мило, зато го спомнувам ова, пошто ми е мило што во Битола се дешава. Не дека немаме ништо против другите градови во секој случај, ма Битола од секогаш некако ми била како остаена сама на себе од цело државство, да речем, не знам како се вика, од државата цела, како ние да сме башка нешто, остаени, факултети шо помалце да има тука, државни онакви шо помалце и се терајте вие, онаквајте таму и ми е мило што се дешаваат работи. Да, ма па знаеш како од друга страна има ентузијасти во Битола, луѓе кои што еве некако не само во култура, еве има и во спорт и во сите можеби области кои што пробват на некој начин да истуркат работата, да издигнат дека не е се во главниот град. Не треба се да биде, знаеш. Па и не и треба. многу пати, пример, да не ми замерат скопјаните, пошто стварно имам големи пријатели, ги почитувам нормално, ние сме едно, кој ќе ми рече да не е можно во Битола вие да имате, а ние да немаме. Мукам стално, па не мора се да биде во Скопје, знаеш. Така. Не знам оти така сосеќам времиња и уште на факултет кој запишвавме. Оти да нема доволно факултети тука. Знаеш, второ град поголеми на то време, не знам сега како сме поголеми, ама нема врска. И знаеш, некако скрос на другиот край од државата сме, треба да има работи тука. А ти си сакал некел, мораш да одиш таму, мораш да си го градиш патот. Јас уствари денес сум за прв пат кај тебе гостин. Јас денес овде ова што го видов кај тебе, дека ти уствари си еден од ретките луѓе кои што има сериозно инвестирано во својот град да направи музичко студио, видео студио и кој што реално ќе почнам да те зборам дека Виктор има направи, јас прв пат влегвам. Ќе ми отвориш многу работа. Не, то треба да биде така. То треба, јас се радвам дека Виктор направил така. Јас исто имам нешто инвестирано во моето студио. Значи ние треба фатиме од тука малце да покажеме како треба. Мускул малку да покажеме. Искрено, знаеш. Види, како што е сегде во светот, не мора да значи дека се има во главниот град. Еве, пример ги спомна хитовите. Лазе е човек од Тетово, Лазар Цветковски. Јас сум бескрено благодарен на тој човек што во тоа време кога сме работеле, кој што денес ми е како роден брат. Значи јас со него комуницирам секојдневно, по не знам колку пати. За мене ги направил најголемите хитови во тоа време што мене на некој начин ми издигнале како име и презиме денес за она што го работам. На некој начин луѓето ме препознават, пошто ако не биле песните, ако не биле хитовите, може би немало да го работам она што го работам денес. И Лазе си во Тетово, не е Скопје, не знам каде, дома си. Мислам, има сериозно студио кој што луѓето уствари не е битно дали си Скопје, кога ќе видат квалитет, идат таму кај што си. Дали е тоа Прилеп, Битола, било каде во Македонија. Така ќе дојдат. Така е, брат. И многу ми е мило што ова денес, пример, ти викам како твој гостин за прв пат, сум среќен што во Битола човеч има некој кој што инвестирал, направил иднина за тука. Се радвам, стварно. Да, и ја за да верувам дека ќе излезат хитови од тука. Ќе биди, брат. Ќе биди се со ред, здравје Боже. Јас и мене ми е многу мерак, иако кога почнував да го прам, ти кажував преје, уште од другарите почнувајќи, па абе ти будала си. Ти ми спомна уште од почеток, кога почна да го правиш дека ќе правиш нешто. Да, на бајро ќе вложуваш, вака ќе правиш така. Си викаш, дома ми е, разбираш, сакам дома да имам. Не дека лесно е добро, ќе ојме Скопје, ќе изнајми стан, ќе живееш, ќе работ, сум го правил то години. Ама дома си е дома, брат. И си сега, особено сега фамилиарен човек. Фамилијата тука, куќата тука, се тука, знаеш, поинаку е кога ќе ти е овде. Види, знаеш како, јас, уствари, ова, му го кажувам стално на блиските луѓе, јас никогаш уствари па и не мислев дека ќе живеам во Битола. Посебно, нели со нашата професија. Стално викав, уствари тука дека иднината во Скопје и веќе, знаеш како, веќе правев планови за да купам и таму некој стан за да имам нешто мое и така натаму.
се до моментот дури не се женив. Кога се женив, некако така природно дојде, уствари природно, нема случајности, јас викам Господ така точно ги реди работите. Така е, брат. И не случајно сум останат тука и ти си не случајно останат тука. Дефинитивно. Знаеш, му требаме сериозно на градот. Јас мислам дека вакви луѓе, како мене и тебе, уметници, музичари, спортисти, мора да вложуваме во културата и Така. ми се бендисва тоа што има за тоа слух. Предпоставувам во градот, гледам дека има. Ние сме град кој што си сакаме една, како се вика, уба култура да си се дешава, си сакаме и си го негуваме тоа и реално треба да го правиме. И како индивиду и нормално општинската власт кој што си е моментално мора тоа да го поддржи. Дефинитивно, брат. Мислам, гледам дека има слух, колку толку, знаеш, мрднуваат работите, не се едно време беше мртва точка, да речем, ама дефинитивно треба и дефинитивно не сме за џабе тука останати. А кажи ми, пошто сега поредко имаш време за песничиња, за такви работи, си нон-стоп зафатен, сам глупо стандард прашање може, ама морам да те прашам, ти го немаме правено муабето, имаш нешто што спремаш сега периодов, планираш некое песниче или правиш поќе нешто, некои други музики, ти правиш и за филмови, за представи, за шо ке... Види, некако сум на една раскрсница подолго време, ова прв пат го кажам, мислам го знаат поблиските мои луѓе, сум на раскрсница дали уопште сакам да се занимавам со пеење во иднина, знаеш. Пошто некако, како да го поминав тој процес, како да го надрастив, и стигнав до некој момент кај што сум можеби јас лично внатрешно задоволен и викам поќе ова не сакам да оправам. Некако поќе ме влечи, не знам, театарската музика, тоа што го работам, кај што сум можеби најдобар, затоа што не работам само во Македонија, работам многу и во Србија и сум таму доста препознатлив, имам веќе сериозни комуникации луѓе кои што соработвам таму. Сум работел и во големи театри исто така натаму. Тоа ми е еден предизвик кој што не знам, некако ме води и нормално музиката како ова поп кој што ја правиме, кој што сакам да сработам со помладата генерација, затоа што некако, не дека јас престарен сум, имам 40 години, меѓутоа овие помладите од 20 години, сепак сме 20 години разлика, некако ми дават Елан, знаеш, различно размислуваат од мене и тоа некако ми е интересно, ме задржва да бидам, како да речам, да бидам во тек со времето, знаеш. И тоа ми е предизвик. Од време на време знам да си направам, имам доста музика и моја, ама никогаш, како се вика, немам за себе си план. Случајно, последно излегов на последниот Макфест, некако ја пуштив песната така да помини, а е песна која што ми останата едно 2-3 години, која што ми седи во, што викаме во демо формат, и ми беше жал да ја дам на некој и некако се осеќав како своја, и последно, кога правивме муавет, пошто беше, нели, примена на конкурсот, и му викам на Јованов, кој што исто е таму уметнички директор заедно со Сауздов таму. Му викам, слушај, јас му викам, искрено не би сакал да пеам. Ке му ја дам на некој пејач кој што мислам дека е добро, и Јован вика, ова е твоја песна, мислам дека треба да испееш. Да. Истото ми го вика во еден муабет, исто и жена ми вика, јас вика не те разбирам, окей се другите песни, ама ова ти е твоја песна, знаеш. И ми е криво некако така ја пуштив, знаеш, планирав и спот да снимам и сите работи, ме потисна обврски и остана така. И сега си викам, значи морам да направам еден пресек да знам што треба да правам, дали сакам да пеам уопште понатаму, или да бидам од она задната страна. Да работам со луѓе кои што се креативни, кои што
што се желни желни, за да. со млади луѓе многу сакам и нормално театарот кој што не го давам апсолутно за ништо, кој што на некој начин е Си има најголема посебен браш. инспирација ми е Си има, некако. Да. си има посебно. Јас работев некое време во театар за деца и младинци во Скопје, правев музики за точно представи. знаеш, значи. И работевме доста и со српски режисери, идеја таму, па одевме, па не знам, освојуваа награди, представите и многу беше многу поинакво чувство е, разбираш, одиш на проби, ги гледаш пробите, знаеш што треба да правиш. Многу креативен процес е некако, знаеш. Е убав едноставно, знаеш, кој ќе одиш на една проба, цело време тоа движење може од тоа што си почнал може ова туто не важи, жив процес е, знаеш. Скроз. Па да почне нешто наново, се додека не застани она, не заврши она финалната фаза кој ќе се дај целата представа. Така. Најверојатно и заради тоа ми се овие преломи кои што треба ги решам се, знаеш. Во однос на тоа викам стално Господ ни дал талент на сите. Треба да го одредим, ако не дај Боже треба да пеам јас. Пак ќе се вратам, ќе пеам. Така Во овој момент не знам дали сакам да го пеам. На крајот на денот што сакаш ќе правиш, лабаво ич да не ти е гајле. Кога ќе си го имаш нештото, лесно е. Тешко тој што го нема. Види, многу ќе бидам многу посреќен ќе бидам да му поможам на млади луѓе кои што треба да функционираат во моментот. Така. Да му го дам како се вика мојот совет, да му поможам со музика и така натаму со да со студиото во пресред кај што не му излегва никој. Апсолутно, знаеш, и ти и јас сме луѓе кои што некој ни подал рака. И сите кои што почнале било така. Така. Дај да маниме нешто сега да испееме и да си сјоиме оти вечерата ќе олади. Ајде. Што сакаш да направиме уште едно нешто и што викаме битва да си палиме патиките. Епа, не знам, ја знаеш ова, мојата ова небо знае се? Може. Сами под звездите во ноќта седевме, во љубовта во нас се колневме пред тој што гледа се, одгоре гледа се, тој ќе ни помогне. Ова небо знае се за тебе, ова небо знае каде отиде, ова небо сведок е за тоа време, ова небо ќе те врати кај мене, ќе не спои еден ден. Шубо песни чајај. На исто место пак, но сега јас сум сам, во празно зборувам со тебе. Јас знам ме слушаш ти, за мене плачеш ти, не ме заборави, ова небо знае се за тебе, ова небо знае каде отиде, ова небо сведок е за тоа време, ова небо ќе те врати кај мене, ќе не спои еден ден. Шубо песниче, човече. Ама скроз личи на Лазе и на Ена. Да, скроз. Онака почнуваш песната и знаеш Скроз. дека тие имат правено. Да. И е направена во тоа време кога почнувавме сите. И јас како пејач и Лазе и Ена како Ена беше и нормално и пејач и текстот и чудо. Лазе како композитор. Браво. И е од едно искрено време, брат, кога вервајме од душа онака се работеше. Скроз. Седнувавме и во еден ден се праја. Шуба е времења. Песните. Сега ми се чини нема толку многу дружби како порано што имаше, ама тоа времења. Знаеш како има, ама некако како тогаш, знаеш. Некако останавме оние од старото време, знаеш, луѓето. И кога ќе се видиме, ни е драго и сите работи. Да.
Младите си се Младите башка. си се башка екипа и така, да. Тоа е зе. Да, да. Еј, шуба, брат. Фала ти Да што си ми здрав и дојде. жив. Многу добро. Шубав муавец си направивме. ептен. Да си тераш филмот, да си го правиш дали ќе биде со ваква музика или таква, дали ќе пееш сега или потаму, ич да не ти е гајле. Така е. Јас тоа викам, во веко, ако нешто сакам да правам, ми е гајле што мислат другите, дали песната ќе била хит, дали јас да сум пел или друг, јас да си го направам, мене да ми го на душата, Така па е. другото ќе си дојде. Така е. Се Тоа слушам. е. Фала ти што ми дојде. Да, фала ти и тебе на поканата. Многу ми е кеф. Супер си поминав на вистина. И како се вика, здравје Боже, да се гледаме почесто треба. Да. Треба, брат, треба дефинитивно и ние вака баре по битолска линија да Треба пракниме малце работата малце. да размрдаме малце. Па се ако веќе имаме инфраструктура и имаме, ова и да. она, малце да мрдниме апсолутно, работата. апсолутно, се Јако. слажам. Фала ти многу и фала ви вас што ни останавте до крај. Се надевам дека ви беше лабаво и ако ви беше, елате си па другата недела во 18 часов, да се подружиме малце. Толку од нас, поздрав и се гледаме. Здраве, Убава живи, вечер. поздрав, чао.